Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе ја обработиме глава 41 од книгата Создавање. Во минатата глава читавме за тоа како Јосиф се наоѓа во затвор и е заборавен речиси од сите. Сепак, се што му се случи беше дел од Божиот план за неговиот живот и верувам дека Јосиф го знаеше тоа. Ако сватиме дека се што се случува во нашите животи е така зашто Бог го допушта со одредена цел, тоа ќе ни даде поинаква перспектива за животните околности. Во глава 41, Јосиф конечно ќе биде ослободен од затвор, за да го протолкува мистериозниот сон на фараонот. Како резултат на тоа, фараонот ќе го направи надгледник на целата египетска земја. Јосиф ќе се ожени со Асената, ќерката на свештеникот на Он, која ќе му ги роди Манасија и Ефрем. Приказната на Јосиф е приказна за личност која стигнува од дното до врвот. Во оваа глава многу јасно се гледа Божјата рака врз неговиот живот. Деновите во кои Јосиф се соочуваше со тешкотии беа денови во кои во неговиот карактер се родија и пораснаа многу духовни плодови кои доаѓаат од Светиот Дух. Еден од нив е трпението. Апостолот Павле напишал: "Од маката се раѓа трпение." Тоа е едно од нештата кои се очигледни во животот на Јосиф. Во текстот кој е пред нас денес, Јосиф ќе биде донесен пред фараонот, исто како што векови подоцна Даниел ќе биде донесен пред Навуходоносор. Двајцата имаа задача да толкуваат сонови. Според тоа што го пишува во текстот пред нас, еден од начините на кои Бог ќе ги исполни своите цели е преку глад во светот. Некој можеби ќе рече: што добро може да произлезе од сеопшта глад? Како што ќе видите, Бог навистина може да направи нешто добро од толку лоша ситуација. Тој сакаше да го пресели семејството на Јаков од Ханаан во Египет, и токму тоа се случи. Сигурен сум дека постоеја и други луѓе на кои им беше јасно дека гладот е средство преку кое Божјата рака действуваше помеѓу луѓето. Ова е глава која треба да ја читаме и проучуваме внимателно. По некои аспекти, Јосиф е многу сличен на Господ Исус Христос. Иако денес нема да навлезам во таа тема, во некои од следните проучувања повторно ќе направиме споредба меѓу нив двајца, бидејќи тоа е важен дел од животот на Јосиф. Ајде да видиме што му се случи. Сонот на фараонот. Во првиот стих од глава 41 пишува: "А по 2 години сони сон фараонот, како стои крај една река." На почетокот од оваа глава е опишан сонот на фараонот. Како што можете да видите, во текстот пишува дека ова се случи 2 години подоцна, што значи дека Јосиф помина 2 години во затвор, чекајќи винарот да се сети на него и да го ослободи. Но тоа не се случи. И одеднаш, од реката излегоа 7 убави и дебели крави, па почнаа да пасат во мочуриштето. А по нив, потоа, од реката излегоа други 7 крави, грди и слаби, и застанаа крај другите крави на брегот. И грдите слаби крави ги изедоа оние 7 убави и дебели крави. Тогаш се разбуди фараонот. Во сонот фараонот виде 7 крави кои беа нахранети и изгледаа многу убаво. Потоа виде и други 7 крави кои беа слаби, односно недоволно нахранети. Фараонот се разбуди и беше вознемирен, бидејќи не го знаеше значењето на сонот. Не само тоа, туку никој не можеше да му помогне и да му објасни зашто станува збор. Стих 5. Потоа пак заспа и сони втор сон, а тоа 7 класија израснаа од едно стебло, јадри и убави. Патем, тоа се многу класија на едно стебло. Во местото во кое јас живеам, земјоделците се задоволни со по 2 класија на едно стебло, а во сонот на фараонот имаше по 7. Стих 6. А по нив израснаа 7 празни, исушени од ветар. Стих 7. Потоа, празните исушени класија ги изедоа 7 големи јадри класија. Тогаш фараонот се разбуди, но тоа беше сон. Утредента се вознемири душата негова, та нареди и беа повикани сите гаталци египетски и сите мудреци. И фараонот им раскажа што сонил, но никој не се најде да го протолкува сонот на фараонот. Винарот стоеше пред фараонот и не кажа ништо.
Неговата должност беше да стои пред фараонот и да му го обезбеди тоа што тој го сака. Одеднаш, пред фараонот беа донесени мудреците од Египет. Фараонот им рече: "Можете ли да ми го кажете значењето на сонот? Во него видов 7 дебели крави и 7 слаби крави, 7 убави класија и 7 исушени класија. Зашто станува збор?" Мудреците одговорија: "Тоа е многу тешко да се протолкува. Не го знаеме значењето." Стих 9. Тогаш му проговори на фараонот главниот винар и рече: "Денес се сетив за гревот мој." Добро е што винарот се сети на Јосиф, а и тоа што призна дека направи грев бидејќи го заборави. Но дури и неговиот заборав е дел од Божиот план. Се што се случи во животот на Јосиф водеше кон нешто добро. Некогаш и ние се прашуваме зошто се случуваат некои нешта кои не ги разбираме во тој даден момент. Сакам да знаете дека се што ви се случува има одредена цел. Главниот винар вели: "Само што се сетив. Пред 2 години, кога бев во затвор, му ветив на еден млад затвореник дека ќе се застапам пред тебе за него. Тој има способност да толкува сонови." Кога фараонот се налути на слугите своји и не фрли во затвор, во куќата на стражарскиот заповедник, мене и главниот пекар, сонувавме во иста ноќ јас и тој, но секој од нас свој сон видовме со свое значење. А таму со нас беше еден млад евреин, слуга на заповедникот на стражата. Ние му ги раскажавме со ништата наши, а тој на секого од нас му го протолкува сонот. И како што ни кажа, така и стана. Јас бев вратен на мојата служба, а оној другиот беше обесен. Фараонот вели: "Египетските мудреци не успеа да дадат толкување. Ако тој млад човек за кого ми кажуваш се уште е во затвор, донесете го тука да ми го каже значењето на мојот сон. Имам некое чувство дека тоа што го сонив е многу важно." Тогаш фараонот нареди да го повикаа Јосиф и брзо го изведаа од затворот, а тој се подстрижа и се преоблече, па излезе пред фараонот. Во текстот пишува дека Јосиф се подстрижа. Предпоставувам дека додека беше во затвор, Јосиф не се подстрижуваше, ниту пак се бричеше. Сигурно изгледаше како хипик. Од друга страна, верувам сте забележале на цртежите и статуите дека египтјаните се секогаш избричени. Некои од нив, особено владетелите, имале брада, но било обликувана во уметнички стил. Тие верувале дека таков вид на брада го зголемувало достоинството на позицијата која ја извршувале владетелите. Сепак, генерално гледано, за разлика од другите народи, египтјаните се бричеле, и затоа Јосиф се подстрижал и избричил пред да се појави пред фараонот. Ова е многу важен момент од неговиот живот. Конечно е ослободен од затвор и има можност да започне нов живот. На некој начин, како да доживеа воскресение. Отиде кај фараонот и забележете што се случува. А фараонот му рече на Јосиф: "Сонив сон, а никој не може да ми каже што значи. А за тебе слушам дека умееш да толкуваш соништа." Слушнете што вели Јосиф. Јосиф му одговори на фараонот и рече: "Тоа не е од мене, туку Бог ќе му даде одговор на фараонот за негово добро." Со други зборови, според Јосиф, Бог треба да ја добие славата. Ова го спомнав и претходниот пат, кога размислувавме за текстот во кој Јосиф дава толкување на соновите на винарот и пекарот. За се што прават и за секое достигнување во животот, Божите деца треба да му ја даваат славата на Бог. Ако правиме нешто и при тоа сакаме да ја земеме славата за себе, верувајте ми дека тоа нема да заврши добро. Не само тоа, туку и Бог не ги прифаќа таквите дела. Секое добро кое го постигнуваме во животот е резултат на Божјото дејствување преку нас. Во овој конкретен случај, Јосиф вели: "Сакам да знаеш дека ова не е од мене. Јас не знам да толкувам сонови, но Бог ќе ти даде одговор за твое добро." И му рече фараонот на Јосиф, велејки: "Сонив, како стојам крај брегот на реката, и одеднаш, од реката излегоа 7 дебели и убави крави, па почнаа да пасат во мучериштето. И ете, по нив други 7 крави излегоа, многу грди и слаби во телото. Не сум видел толку грди во целата земја египетска. И оние крави, слаби и грди, ги изедоа оние 7 дебели." Фараонот повторно го раскажува сонот. Забележете што пишува во стиховите 21 до 24.
а кога им беа во стомакот, не се познаваше дека им се во стомакот. Туку пак беа така грди како порано. Тогаш се разбудив. Па пак сонив, а тоа 7 класија израснаа од едно стебло, јадри и убави, а по нив израснаа 7 тенки и празни класија, исушени од ветар. И празните класија ги проголтаа 7 убави класија. Во вториот сон фараонот виде класија. Иако изгледа дека фараонот сони 2 сона, сепак станува збор за 2 дела од еден ист сон. Затоа реакцијата на Јосиф е следната. А Јосиф му рече на фараонот: сонот фараонов е еден. Господ му јавува на фараонот што ќе направи. Јосиф му кажа на фараонот дека, иако имаше 2 сонови, сепак пораката е една. Значењето на двата сонови е сосема исто, а Бог му го кажа на фараонот на 2 различни начини. Причината зошто Бог му го даде сонот на фараонот е за да му каже што ќе се случи, односно што ќе направи тој. Прашањето е, што значи сонот на фараонот? Јосиф даде толкување кое доаѓа од Бог. Стих 26. 7 убави крави се 7 години и 7 убави класија се пак 7 години. Обата сона се еден ист сон. 7 слаби и грди крави, кои излегоа по оние, се 7 години и 7 класија празни и сушени од ветар се 7 години глад. Тоа е она што веќе му го реков на фараонот. Бог му кажува на фараонот што ќе прави. Ете, ќе дојдат 7 години многу родни по целата земја египетска, а по нив ќе настапат 7 гладни години. Ќе се заборави сето она изобилство во земјата египетска и глад ќе настапи во земјата. И нема да се знае дека во земјата порано имало изобилие, поради гладот што ќе дојде, зашто ќе биде многу голем. Сонот на фараонот е всушност начин на кој Бог му ја претскаже иднината. Ќе има 7 години изобилие, а по нив 7 години глад. Стих 32. А тоа, што фараонот сонил 2 пати едно по друго, значи дека Божиот збор е вистински и дека Бог наскоро ќе го направи тоа. Ова е многу важно и Бог сакаше фараонот да знае дека сонот доаѓа од него. Следи советот на Јосиф. А сега, фараонот нека побара човек мудар и разумен, па да го постави над египетската земја. И нека заповеда фараонот да бидат поставени старешини по земјата, па да собираат 5 од сите жетви по земјата египетска во текот на 7 родни години. Нека собираат тие секаква зрнена храна во 7 родни години што доаѓаат. Житото да го собираат во градовите со овластување од фараонот и храната во градовите да се чува. Со други зборови, се што е вишок ќе оди кај фараонот. Додека траат 7 години изобилие, вишок од храна треба да се чува. Тоа е советот на Јосиф. И таа храна да биде запазена за 7 гладни години што ќе настапат во египетската земја, за да не пропадне земјата од глад. Ова му се допадна на фараонот и на сите слуги негови. Па им рече фараонот на слугите своји: зар можеме да најдеме човек како што е овој, во кого има Божји дух? И му рече фараонот на Јосиф: бидејќи Бог тебе ти го откри сето ова, значи дека нема човек толку мудар и разумен како што си ти. Ти ќе бидеш над домот мој, и целиот народ мој ќе го слуша твојот збор. Само со престолот ќе бидам поголем од тебе. И уште му рече фараонот на Јосиф: еве, те поставувам денес тебе на целата египетска земја. Гледајте каква промена се случува во животот на Јосиф. До пред неколку моменти беше заглавен во затвор и заборавен од сите луѓе. Откако ниту еден мудрец во Египет не знаеше да го протолкува сонот на фараонот, го донесоа Јосиф да го направи тоа и го стори тоа успешно. Не само што даде точно толкување на сонот, туку отиде и чекор понатаму и на фараонот му даде предлог што да направи за да избегне катастрофални последици. Верувам дека Бог го водеше да го направи тоа. Неговата идеја е да се складира храната од 7 години во изобилие, за кога ќе дојдат 7 години глад, фараонот да биде подготвен да го нахрани народот. Станува збор за сеопшт глад, кој ќе биде толку сериозен што ќе има влијание и врз големото египетско царство. Во однос на наводнувањето на земјата, во тоа време Египет во голема мера зависеше од реката Нил, односно Синиот Нил. Историски гледано, во Египет не врне многу дожд, што значи дека главниот извор за наводнување на земјата е самата река. Кога реката Нил излегува од своето корито, таа не само што ја наводнува земјата околу себе,
туку со себе носи и талок кој помага во ѓубрењето на плодната почва. Со тоа, реката врши двојна функција. И покрај таквата улога на реката Нил, сепак, во Египет ќе има глад од 7 години, и затоа Јосиф му даде решение на фараонот. Толкувањето на сонот и решението за проблемот имаа смисла за фараонот. Навистина е голема штета тоа што во владата немаме луѓе кои се доволно проникливи да знаат што ќе се случи во иднината и да се подготват за деновите кои доаѓаат пред нас. Се што прават нашите политичари е реакција на некој настан или некои светски политики. Никој не размислува за иднината. Некој го прашал Вилијам Гледстоун: која е главната карактеристика на големите политичари? Тој одговорил: голем политичар е оној кој може да ја препознае насоката во која Бог ја води државата во следните 50 години. На фараонот му е покажано што ќе се случи во следните 14 години. Никој не можеше да го води Египет подобро од Јосиф во тие 14 години. Фараонот беше свесен дека Јосиф е надарен човек. Дали забележувате дека времето кое го мина во домот на Потифар беше период во кој Бог го подготвуваше? Може би се прашувавте, зошто Бог дозволи Јосиф да биде во тој дом толку долго време? Јосиф беше одговорен за се што се случуваше во домот на Потифар, а сега ќе биде одговорен за се што се случува во Египет. Станува збор за голема промена која се случи во неговиот живот. Јосиф е поставен како втор човек во Египет, веднаш после фараонот, а неколку часа претходно беше во затвор. Од затвор стигна на престол. Ке го прочитам стих 42. И го извади фараонот прстенот од раката своја, и му го стави на Јосиф на рака, и го облече во облека од најфина ткаенина, и му стави златна веришка околу вратот. Патем, прстенот кој го доби Јосиф беше символ за авторитет. Самото тоа што Јосиф го имаше прстенот на себе, значеше дека добил авторитет од самиот фараон. Тој всушност беше неговиот представник. И го извади фараонот прстенот од раката своја, и му го стави на Јосиф на рака, и го облече во облека од најфина ткаенина, и му стави златна веришка околу вратот. И заповеда да го возат во неговата втора кола, а гласникот пред него да извикува: Аврех! И го постави на целата земја египетска. И фараонот му рече на Јосиф: Јас сум фараон, но без тебе никој нема да крене рака ни нога во целата земја египетска. И го нарече фараонот Јосиф Цафенат Панеах, и го ожени со Асената, ќерката на Потифера, свештеник од Он. Искрено, повеќе ми се допаѓа името Јосиф отколку Цафенат Панеах. Значењето на новото име на Јосиф е оној кој открива тајни. Дадена му е висока позиција во Египет, а еве колку години имаше кога се случи тоа. А Јосиф имаше 30 години кога се представи пред фараонот, царот египетски. И откако отиде од фараонот, тој ја обиколи целата земја египетска. Тоа значи дека Јосиф беше во Египет веќе 13 години. Поминаа 2 години откако ги запозна винарот и пекарот, а во затворот беше одреден период пред тоа. Моја претпоставка е дека служеше во домот на Потифар околу 10 години. Тоа треба да ни даде генерална слика како Јосиф ги помина 13 години во Египет. И тука ќе завршиме со денешното проучување. Следниот пат ќе продолжиме да размислуваме за тоа како Бог действуваше во животот на Јосиф. Тој сака да действува и во вашиот живот. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.